Голач. Гол. Не бе кепчеток, не? Васко голач, Васко голач. Ќе дојде, пак ќе дојде. Ајде, земи го. Кепче го. Јас само што ќе го видим и бега. И за друго ќе исплеткаме, исплеткам ќе се напам софту. А ти се и кај? Не, нека тргне тека. Аман да. Мало е кепче. Не, ще. Ај, ще еднаш. Возбудливо. Да не се чудат зошто се шашави кадрите. Значи кадрите не се шашави затоа што камерманот не знае да снима, затоа што има акција. Значи за ловење крапот вака така некако се лови. За јадење сите знаеме како се јаде, само внимавајте, има едни вакви ковчиња, ситни. А за да го јадете, многу е битно како ќе се подготви крапот. А за да се подготви, се вртиме навака и помене. Имаме крап од 2-2,5 килограми некаде. Макдонос, лук, бело вино и масло за јадење. Вински оцет, сецкани ореви и мешан сув зачин. За почеток. Маслото за јадење и белото вино одат вака. И вака. Една, две. И мешаме. И така печиме на 200 и кусур степени со повремено поливање од озгора. Вака, го поливаме крапот на секои 10 минути со маслото и со виното. И се така до крај, додека не се потроши зајрето, мислам, маслото и виното.
Стасаа на ред и оревите. Сега многу важна работа. Правиме салата. Не за нас, за крапот. А ќе ја јадеме заедно со крапот. Значи, го мешаме макдоносот и лукот. Еве вака. И тука го додаваме оцетот. Гасиме и чекаме едно 10 минути макдоносот и лукот да си го направат своето. Заедно со оревите се лубица. Значи, кој не пробал козјачки крап, може знае што е риба, ама не знае што е крап. На здравје.